Здраво! Јас сум Сара Николова од Велес, а вие гледате емисијата Прозорец, што ја направија 30 шеношколци од цела Македонија. Здраво! Јас сум Давид Михајлов од Штип. Следните содржини ги направивме на кампот за медиумска писменост, што го организираа Високата школа за новинарство и за односи со јавноста од Скопје и Штипскиот универзитет Гоце Делчев и Весникот Нова Македонија. Во овие 4 дена учевме што е медиумска писменост, како функционираат медиумите и како работат новинарите. Учевме како критички да ги анализираме медиумските содржини, а се разбира, учевме како се прават вести. Најголем проблем на велосипедистите во земјата е што немаат патеки. Нашите репортери Марија Богоевска, Лазара Стојкова и Тамара Тодева истражуваат дали во Штип има доволно велосипедски патеки. Стотици велосипедисти, а велосипедски патеки во Штип речиси не постојат. Ова е еден од неколкуте проблеми со кои се соочуваат штипските бајкери. Возењето велосипед во Штип станува се помасовно, а безбедноста на велосипедистите е доведена во прашање. Во Штип од година во година бројот на велосипедисти е се поголем, што поради потребата за рекреативно возење, но и потребата за исто така за урбано возење низ градот. Жикица Ивановски е познат велосипедист од Штип и тој ни потврдува дека ризикот при возење велосипед е голем. Најголем проблем во градот е тоа што не постои велосипедска патека. Исто така многу е ниска културата на возачите кои што воопшто не ги перцепираат велосипедистите како дел од сообраќајот и поради што е загрозена безбедноста на самите велосипедисти. За жал, претходните години имаше дури 2 смртни случаи на велосипедисти, што само го одразува недостатокот од инфраструктура и од некултура на возачите. Официјално во општина Штип има само 3,5 км велосипедски патеки. Меѓутоа велосипедистите ја користат и пешачката зона, со што вкупно имаат 5 км. Ова е единствената патека за велосипеди која има Штип. Таа е намената и за пешаци, па тоа, според велосипедистите, представува дополнителен проблем. Патеката е долга 5 км. Според иницијативата, Штип на точак, ако се изградат повеќе велосипедски патеки, ќе има и повеќе велосипедисти во градот. Од општина Штип велат дека ги знаат проблемите на велосипедистите, но дел од нив ги припишуваат на релефот на градот. Тоа е повеќе проблем од поставеноста на градот. Знаеме дека централното градско подрачје е повеќе ридски, како ридски регион и затоа овој проблем не би го препишал на финансиската конструкција на општина Штип, што значи дека парите не се проблем, да излеземе во сусрет на велосипедистите, затоа можам да констатирам дека територијалната поставеност на градот е проблемот со кој што се соочуваат велосипедистите. Од општината велат дека имаат план за изградба на нови велосипедски патеки. Според нив, тоа ќе бидат патеки кои ќе ја поврзуваат општина Штип со соседната Карбинци. Немаат информации колку тоа би чинело, но тврдат дека се решени да им излезат во пресред на велосипедистите во градот. И пешаците, и велосипедистите, и возачите се надеваат дека ова ќе се реализира, за да не си пречат едни на други и за да нема нови несреќи на велосипедисти. Време денеска сте поминале онлайн. Последните истражувања за навиките на корисниците на социјалните медиуми покажува дека младите во Македонија поминуваат неколку часа дневно на интернет, се информираат онлайн, но малку проверуваат извори или споредуваат со другите медиуми. Сепак повеќето ги интересира што се случува во шоу-бизнисот. Прилогот на Агнеса Криези, Сейхан Ибраими и Берат Ахмете. Кои се најчести социјални мрежи кои ги користите? Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Најчесто Facebook, Instagram и Messenger. Facebook, Instagram. Колку време денеска поминавте онлайн? 2 сата. Денеска 2 сата. Речиси 2/3 од младите во Македонија на возраст од 15 до 24 години се информираат преку социјалните мрежи. Според Институтот за комуникацијски студии, кој на почетокот на годинава ги истражуваше навиките на корисниците на социјалните медиуми на возраст од 15 до 65 години, само 1/4 секогаш го проверуваат изворот на веста. Но исто толку, скоро 1/4 или понекогаш или ретко го проверуваат изворот. 20% од анкетираните никогаш не проверуваат кој ја пласирал информацијата што ја читаат.
Малкумина ја споредуваат прочитаната вест со други вести. Скоро 18% секогаш бараат дополнителни информации од други медиумски извори. Речиси 1/3 тоа го прават понекогаш. Скоро исто толку никогаш или ретко споредуваат со други информациски извори. Интересни се бројките за времето поминато онлайн. Најмногу време, односно неколку часа во денот, на социјалните мрежи поминуваат оние на возраст од 15 до 34 години. Според професорот Страшко Стојановски, кој го истражува влијанието на современите комуникацијски трендови врз однесувањето на луѓето, времето поминато онлайн има и добри и лоши страни. Позитивните карактеристики би можеле да ги поврземе со нивото на квалитетни информации кои што може да ги добијат од интернет, но од друга страна, спротивно на ова прашањето колку младите ги ползуваат овие информации и колку работат на преку социјалните мрежи, преку интернет да се надоградуваат себе си, е прашање кое што води кон заклучок дека младите сепак се водат од еден друг тренд, а тоа е трендот на таблоидизација на медиумите. И младите во Македонија не се имуни на таблоидизација, покажа последното истражување. Младите во Македонија најмногу ги интересира што прават нивните идоли од шоу-бизнисот. Повеќе од третина на млади онлайн ги следат своите омилени пејачи, актери и спортисти. Според истражувањето на ИКС, половина од испитаниците на возраст од 15 до 24 години ги користат социјалните мрежи за забава. За емисијата Прозорец од кампот за медиумска писменост од Штип, Агнеса Криези. Во тој се присутен онлайн свет, рекламерите сватија каде им е публиката, па ги користат социјалните медиуми да ги продадат своите производи. Колку младите знаат да ги препознаат и да останат имуни на новите начини на рекламирање, истражува Анастасија Ѓоргевска, Теодора Велјановска и Емилија Спасовска. Инстаграмџи, твитерџи, инфлуенсери, интегриран маркетинг, дигитален маркетинг. Ова се термини кои се врзани за трендовите во рекламната индустрија. Огласувачите сватија дека телевизијата и печатот го губат примотот кај публиката, оти до неа сега се стигнува полесно и поевтино, преку мобилните телефони. Младите, кои во Македонија поминуваат неколку часа во текот на денот на социјалните мрежи, стануваат подобна целна група. Не доаѓаат сите со телефон, значи обично сликичките ти векам се симнати од интернет и значи секоја девојка такова доаѓа со сликички, ние мора тоа да го исполниме. Значи цртање, бои, сенчања и сите тие работи. Социјалните мрежи се нивната реалност. Тука се формираат нивните ставови, вредности, модели на однесување. И додека истражуваат што е ново, кој производ да го купат, несвесно самите стануваат производ. Огласувачите многу добро знаат што прават младите онлайн. Имаме на располагање повеќе елементи, меѓу кои се економската пропаганда, управување со продажбата, промоцијата, односно директниот маркетинг, кој што особено е во пораст и е трендовски за користење од страна на компаниите, во склоп на кој што најмногу се истакнува рекламирањето преку социјалните мрежи, како што се, например, Facebook, Instagram, Pinterest, каде што младите лица впрочем ги бараат своите идеи за реализирање на потребите кои што се јавуваат кај нив. Модната индустрија во рамки на ова, да речеме, индустријата за разубавување, работи на основ на потребата за припадност кон одредена референтна група. Во тоа море на информации, кои постојано ги пресретнуваат младите, исклучително е важно тие, како публика, да бидат свесни за целта на пораката. Кога гледате реклама, па и друга медиумска содржина, поставете си ги следниве прашања. Кој е авторот? Јасно е наведен или не? Што е целта на пораката? Да купам производ? Да направам нешто? За кого е пораката? За млади, за стари? Прашајте се, зошто до мене стигнува оваа порака? Какви емоции предизвикува тоа што го гледам? Обично рекламите будат чувство на сигурност, самодоверба, прифатено во средината и слични емоции. Обидете се да ги препознаете. И на крајот поставете си го прашањето. Има ли нешто што е испуштено? Пронајдете што недостасува во пораката. Обидете се да одговорите и на другите прашања. Оти тоа е патот како да станете медиумски писмен граѓанин. Новите генерации брзо сваќаат што сака онлайн публиката. Помиме познати инстаграмџи, јутубери, влогери со бројна следбеници на кои може да им позавидат дури некои телевизии или весници. Таков е осмоделенецот Давид Манев од Штип, кој е познат јутубер звезда. Следува интервјуто што со него го направија мојот колега Давид Михајлов, Маја Илиевска и Марија Петкова.
Давид, откъде ги църпиш идеите, за да снимаш видеа на YouTube? Па гледам други ютубери кои што снимаат и се инспирирам од нив и од трендови кои што се во моментот. Дали веќе чувствува славата твоја која стекна за ова време? Па некогаш ми се има случувано да ме препознаат некои луѓе на улица и исто така на митапи кои што се организираат со други ютубери. Твоите дома што ви кажат за тоа? Ме подржуваат. Дали веќе те бараат спонзори? Да, до сега имам работено со некои други компании. Се заработуваат ли пари од видеоблогингот? Да, има начин да се заработи пари. Преку спонзори или само од YouTube? Во Македонија од YouTube не е можно, само преку спонзори може во Македонија. Булингот, односно онлайн насилството е многу честа појава која се сретнува кај младите. Дали си ти жртва на ова што се случува? На некои видеа, односно на сите видеа имам по некои негативни коментари, но едноставно веќе бидејќи во толку голем број не ги ни читам, не ми ни сметаат веќе на тоа што го правам. Не влијаат на тебе? Да, не ми влијаат. Можеш ли да им кажеш на своите ученици како да се справат со булингот? Едноставно да не ги читате коментарите и да не ви давате тоа да ви дозволи да ве повреди на некој начин. Давид, ти благодариме што учествуваше во нашата емисија. Благодарам и на вас. За вкусови не се разговара, особено кога збориме за музика, но факт е дека комерцијализацијата во музичката индустрија го зеде својот данок. Младите масовно слушаат турбофолк, а ретки се музичарите кои одолеваат на лесната заработувачка што го носи овој жанр. Турбофолк музиката се шири со голема брзина. Се повеќе млади изведувачи се одлучуваат да компонираат песни во овој музички жанр. Една од причините за тоа е желбата за поголема заработувачка, вели професорот по класична музика Ангеле Михајловски. Има студенти кои се запишени на музичката академија и кои активно свират, а најголемиот мотив веројатно е заработувачката, финансиската страна. Доколку би биле тие добро платени за свирејки џез или класика, што во Македонија е мисловна именка, тогаш веројатно и не би ја практикувале таа музика. Сепак има некои музичари кои одбиваат да свират турбофолк, иако се свесни дека таа одлука им носи помалку пари. Еден од нив е и Панко Гелев, музичар од Штип кој свири музика кој тој самиот ја одбира. Јас нема да практикувам таков тип на музика затоа што имам одбрано пат кој што сум го почнал уште како мала, тоа е да изведувам класична и џез музика. Интересна е споредбата која професор Михајловски ја прави на оваа музика со брзата храна. Во класичната музика треба да се свати, треба да се размислува, треба разбирање. Додека во турбофолк музиката треба едноставно само да се испијат можеби 2-3 жестоки пијачки и веќе тоа станува многу достапно за човечкиот мозок, практично фастфуд. Во помалите градови, каде што популацијата е помала, во таква околина, во такви околности има ограничување на колку жанрови ќе може да свири музика и најчесто се два, или е забавна музика или е турбофолк. Дури институциите кои треба да бидат домови на културата, во последно време се места каде што се изведува турбофолк музика. Ова е домот на млади во градот Штип. Тука за неколку дена една од најголемите турбофолк звезди на Балканот, Аца Лукас, ќе одржи концерт. На социјалните мрежи имаше реакции поради одржувањето на овој концерт во овие простории. Младите мислат дека овој културен центар не би требало да биде установа каде што ќе се одржи концерт на една турбофолк звезда. И музичарите и професорите по музика се согласни дека е потребна едукација на публиката за музика. Велат дека ова е многу сериозен проблем и дека дури државата треба да интервенира во оваа област. Тоа беше последната содржина во средношколската емисија Прозорец, во која се обидовме да обработиме повеќе теми од медиумската писменост. Се гледаме во друга прилика, а дотогаш следете на веб страницата за медиумска писменост medium.edu.mk.
Музика